Александра, вие сте студентка, веќе дебитиравте со вашата прва книга, Каде си единствена е насловот на вашата нова книга. Што ве мотивираше и што ве инспирираше да ја напишете токму оваа збирка на поезија? Така, искрено мојата инспирација всушност се точеше со текот на времето и навистина таа Каде си единствена се бара и се уште, но мислам дека самото тоа дебитираше уште од 2018 година, но мислам дека со сите тие настани што се случија, успеа да се вклопи во еден интересен музеј на срцето, кој што треба сите всушност да си го пронајдат во самите себе. Во книгата ликот на единствена всушност е таинствена пријателка која исчезнува секогаш кога има најмногу потреба, односно во најтешките моменти. Каде е границата меѓу фикцијата, но и твојата вистинска приказна и како таа станува символ на простување? Така, искрено единствена всушност ни покажува тоа што дека она што ни е важно во животот не секогаш е потребно да го имаме, бидејќи она што е важно нас не ни значи колку што мислиме дека ни значи, така што единствено не треба да бидеме секојата и таа на некој начин пораката, но ова е, како што кажав, автофикција, така што автофикција значи дека има некои делови што можеби не се вистините, но тоа оставам на читателите да видат што можеби е вистина, што не. Пред почетокот на разговорот ми кажавте дека книгата првично требало да биде насловена како Каде си единствена причино, но подоцна зборот причино е тргнат и останува само Каде си единствена. Зошто го тргнавте тој збор? Тоа искрено е од интригантноста што ја потикнува кај читателите, бидејќи навистина веќе се објаснува целокупната суштина на книгата доколку се додаде зборот причина и обожавам што всушност ми го поставуваат прашањето зошто не го бараш твојот единствен, но всушност сите сме единствена, сите сме нечија и своја единствена. Така. Промоцијата ја направивте во форма на мала представа, во која комбиниравте поезија, песна, но и сеќавање на луѓето што оставиле белег во вашиот живот, меѓу кои починатите во несреќата во Кочани, како и членовите на музичката група ДНК. Како се роди идејата за тоа таков концепт да направите и што всушност значеше да се оддаде почит на жртвите во оваа несреќа? Многу беше тешко за сите нас, мислам дека тоа е трагедија што не погоди сите и не смее да остане така заборавено и како што и Панчо некогаш велеше дека кога се споменуваат луѓето само тогаш живеат вечно, па така сметам дека заедно со моите колеги, токму во сала Фросина, се случи една представа каде што доловивме многу тематики, како осудување и несигурност и се што не мачи во секојдневниот живот, но загубата е она што ја претрпевме сите, колку и да сме ги познавали, да не сме ги познавале луѓето од Кочани. Книгата отвора едно многу важно прашање, а тоа дали треба да им простиме на луѓето што не оставаат токму кога ни требаат. Што научи ти од овој процес на простување? Така, простувањето не е главната, да речам, поука, но е една од оние што така ми дозволи да се внесам во тој свет каде што се истражува Музеот на срцето и простувањето ми даде до знаење дека всушност не секој знае да прости и тоа е многу тежок процес кој што навистина сите треба да го научиме. И мислам дека доколку си простиме, прво себе си, а потоа и другите, си олеснуваме на себе си. Едноставно прости си и олесни си, бидејќи кога простуваме на другите, даваме втора шанса на себе си. А тие што ништо нема да смени, доколку ги мразиме и доколку не им простиме. Тоа само нас ќе не уништи. Александра, како гледате на навиките кај младите во денешно време? Читаат ли книги? Искрено, бидејќи сум јас студентка на филолошкиот факултет,
читаме, нормално, ние сме љубители на пишаниот збор, но како што можам да видам дека со промоцијата на оваа книга поттикна многу луѓе да станат читатели и тоа навистина многу ми се допадна, бидејќи, ете, сите ги допре некоја точка во нивното срце. Што мислите, дали можеби младите полесно се поврзуваат со дигитални изданија на книги или сепак пишаната, односно печатената книга има поголема вредност? Мислам дека ништо нема да замени таков мирис на книга кога ќе отворите и тие страници кога ќе ја држите во рака, така што мислам дека нема да дозволиме да изумре физичката форма на книга, колку и да стане се дигитализирано. Така. И за крај на нашиот разговор, сигурно вашата книга веќе ја прочитале и млади, но и возрастни. Какви се реакциите и коментарите, што е фидбекот? Многу искрено се изненадив што сите се расплака. Нормално сите заедно го споделивме она чувство на носталгија и на едноставно се што човекот може да почувствува и искрено многу се позитивни самите одговори од прочитаните книги што ги прочита, но мислам дека останува тоа сите да ја бараме единствена прво во себе, а потоа во сите други, доколку е тоа можно. И во овој момент би сакала да го поздравам мојот внук Војдан, бидејќи всушност за него е посветена оваа книга. Така, Александра, ти благодариме што утрово беше дел од утринската програма Македонија наутро на јавниот сервис. Ти посакуваме уште многу успешни изданија, ние се разбира сме тука да ги следиме сите твои успеси во иднина. Благодарам и вам.